сме овде со оваа причина. Навистина, јас сум прилично многу вознемирена од ова што гледаме позади нас. Утринава околу 9 часот бевме информирани, малку пред часот, дека изби пожар во универзална сала и веднаш дојдовме тука. Ова што го гледаме сега е дека веќе пожарот е локализиран и дека е веќе изгаснат. Се повикувам за брзо постапување од страна на сите институции. Тука со нас се присутни представници од надзорот, од изведувачите, од фирмата која што ја гради универзална сала и апелирам за брзо расчистување за кои се причините за пожарот што се случил и апелирам на тоа да не се шират спекулации, нема жртви, нема починати лица, целиот објект беше празен. Направена е материјална штета, која што најбрзо ќе се утврди колкава е таа штета и ќе се пред да се продолжи со градба. Значи, повторувам, пред да се продолжи со било какви активности, заедно со стручни лица од факултетот, од градежен факултет и сите релевантни институции кои што учествуваа и досега, ќе се утврди која е причината за штетата, но морам да потенцирам дека објектот е осигуран. Што значи дека од она што е, односно осигурувањето ќе се санира штетата што е направена и потоа ќе се продолжи со градба. Уште еднаш да повторам, нема жртви и нема повредени на самиот објект. Повелете со прашање. Бидејќи се тука присутни и инвеститорот, и надзорот, и раководителот на објектот, јас би сакала тие да дадат постручен одговор на тие прашања, затоа што се она што јас го изјавам може понатаму да биде поинаку истолкувано. Би сакала и тие да дадат одговор на што е она што се како штета што се случило внатре, иако би сакала да почекаме да заврши увидот и надзорот за да можеме да кажеме што всушност се случило и која е вистинската причина. Поранешниот директор кажа дека тука се можеби имало материјали кои се многу ризични и може веднаш да изгорат. Имате вие таква информација? Дали сте ги испитале тие материјали кои се градеше? Не би сакала да давам изјави кои што понатаму еве вака би донеле до некоја шпекулација. Не знам од каде се тие изјави, односно тие информации на претходниот по примерот директор, на Бугарија. На претходниот директор би замолила да не се водиме по ничии примери, да бидеме во цела оваа несреќа, да сме еве тоа да биде дека нема жртви и дека нема повредени, а за се друго што имало, што изгоре, која е штетата, да оставиме да одлучат оние што се навистина стручни во тоа и ќе излеземе во повторно со изјава. Како и за целиот процес што се случуваше при преземањето на процесот на реконструкција од град Скопје цели 4 години, сакам да ви известам дека и за овој процес, односно за настанатиот пожар, ќе ви известуваме тековно, редовно, транспарентно, за да имате информација што е точно она што се случи токму заради тоа да се избегнат шпекулации од секаков вид. Ви благодарам.